Малку свежина, малку инспирација и малку мотивација во ова трето поред екстремно тажно утро за сите нас ни донесоа нашите гостинки Андреја Узуновска и Лорета Ефтимова Илиќ. Со вашите изработки, со сето она кое што вие го создавате подолго време и со сите идеи кои што од една обична идеја и желба за пополнување на слободното време до развивање еден мал собствен бизнис, предпоставувам дека ќе успееме да ги мотивираме и да ги натераме да размислуваат сите оние кои што може би имаат вишок слободно време, а идеи секогаш навираат во нашата глава, така да вие сте ова утро повикани за подоброто расположение кое ни е во огромен дефицит овие денови. Сите чувствуваме дека времето стои, дека животот застана, дека тагата ни се навлекла од кожа и дека не гледаме пред нас нешто што може да ја замени таа тага со некакви поведри моменти. Но, како што реков, желбата да сепак му дадеме нота на светлина и на надеж во животот не принуди да ве повикаме и вас како утрински гости. Еве вака ќе започнеме со Лорета. Твоите изработки да правиш букети од материјали кои што се текстилни материјали, плишани материјали или овие букети би ги нарекла букети кои се трајни или за секогаш остануваат кај оној кој што ќе ги подари, е идеја која јас и не сум ја сретнала до сега кај ниеден креативец или да речам некој кој што создава вакви рачни изработки. Од каде идејата токму од вакви материјали да се прават букети? Вака сега, значи јас секако дека секогаш сум го сакала свежото цвеќе, али ете вака од себе секогаш мислев да направам нешто што ќе трае за цел живот. Мислам некој цвет што ќе воведе свежина и кој ќе го разубави секој момент на жената, што ќе биде траен и нема да се фрла после 3 дена. И така почнав самата креација, креативноста што имам во себе, ме доведе до тоа да почнам, да пробам, да изработувам, да експериментирам и дојдов до изработка на нешто многу убаво за око. Почнав прво со сатенските цветови. Значи, за изработка на тие сатенски цветови потребно е доста време, доста трпение, но сепак желбата и упорноста да направиш нешто, свој производ, секогаш се исплатува. Освен со сатенските цветови, почнав да експериментирам и од други материјали, така да го воведов и плишот. Може би со еве вака може да видите слободно. Јас покажам, ти слободно раскажувај. Плишот, значи, е тоа што е многу уникатно. Јас досега не сум видела нешто такво кај нас. И многу сум горда на самата себе што ете нешто ново на пазарот воведов и би сакала еден ден тоа да стане и бренд, пошто јас сум тоа што сум го вовела, нели, уште од самиот старт. Секоја чест, се што се прави пионерски, односно за прв пат некој кој што нешто наметнува како тренд е нешто што се памети. Браво. Вашето пријателство започна на еден од многуте базари во нашиот град, помоловите, кои што се доста актуелни изминативе години. Особено последната 2024 ми се чини дека имавме, само што ќе завршеше еден базар, друг почнуваше на друго место. Андреја пак работи нешто исто така многу креативно и многу прецизно. Еве јас ќе покажам само две од шоличките кои што Андреја ги изработува. Ова се со велигденски мотиви, Андреја. Здраво на сите и до гледачите на Алфа телевизија. Јас се викам Андреја Узуновска и неодамна почнав да цртам на рачно насликани персонализирани шолји. Браво, секоја чест. Ова се толку вешто и прецизно нацртани шолички, толку симпатични, нацртани се од двете страни, позади има јајца, а од предната страна има по некое пиленце и се разбира, ова е таткото или мајката?
петелот или кокошката, се едно, но толку прецизно нацртано. Како што гледате тука, од таа страна е петлето, а од позади се двете јајца. Колку време ги изработуваш овие шолички? 2 години поред. Цртам на секакви предмети, од кои јас цртам на стаклени, керамички и порцелански украси. Така, кој материјал е најпријателски настроен, да речем, најдобро го имаш усвоено? Стаклото, порцеланот, или нема некоја разлика, освен со боите, што мораш на стаклото да црташ со стаклени бои, а на порцеланот со бои за порцелан? Се разбира, секако мое да ви кажам дека луѓето, откако почнаа да ми нарачуваат, се повеќе и повеќе за овие 2 години имам нацртано околу 1000 шолји. Браво. Затоа што јас уште од најмала возраст почнав да се го усовршувам мојот талент. Секоја чест. И за твојот талент, затоа што ти непрестано го усовршуваш, од Комората на занаетчи на Македонија ти доби една ваква прекрасна благодарница, што е доказ дека некој го следи твојот труд и твојата работа континуирано овие години. Да, таму ми доделија благодарница во 2023 година, со тоа што сум најмлад занаетчија на Занаетчиската комора на Република Македонија. И најмлад излагач на сите овие базари кои што ги споменав на почетокот, бидејќи јас таму сум имала прилика да те запознам и да ти се восхитувам на сето она кое што ти го изработуваш. Да, Секоја чест. 2 пати ве имам запознаено, бидејќи тоа беше во Capitol Mall. И со Лорета се запознавме на истото место во Capitol Mall. Прекрасно, прекрасно. Лорета отиде чекор подалеку, не само што се охрабри да ја смени работата која што можеби ја убиваше креативноста, така нели Лорета? Да, јас имам долгогодишно искуство во секторот на продажба како комерцијалист. 10 години работев како комерција и декорациите и украсувањето на просториите со балони, украси, тоа ми беше како хоби и како втора работа во слободно време. Но ете, во прашање на време беше кога ќе се одлучам за значи да ја оставам комерцијата и да почнам свој бизнис, да го остварам својот сон и да си отворам свој дуќан. Минатата година, значи во ноември, го отворив дуќанот кој се наоѓа во Бисер, во аеродром и за сега сум многу задоволна и се надевам дека ќе биде и подобро, дека ќе ме научат многу луѓе. Исто така имам и своја веб страна. Можете декорациите на 24.mk да ги видите сите мои изработки, мои декорации, рачни изработки. А и да те заследат на Инстаграм. Ние пате ми гледаме инсерти од многу ваши изработки, не можевме баш од сите, но доколку ги интересира нашите гледачи да видат што се изработиле овие 2 млади дами, тогаш ќе ги заследите. Како ќе те најдат на Инстаграм, Лорета? Декорации Тина 24. Да, 24. Да, тоа е профилот на Лорета и Андреја ќе ја најдат како? Сега ќе ви објаснам како. На моите 2 профили на Facebook и на Instagram може да се заследат сите мои рачно персонализирани изработки. За оние ако сакаат да гледаат луѓето. Так. И од тоа сум презадоволна. Так, одлично. Дали се случило да добиеш нарачка, например, денеска на пладне ја добиваш нарачката, а треба до вечер за некое изненадување, за некој роден ден, ова си прекрасни шолји на вистина на кои што јас немам забелешка апсолутно никаква, можам само да ти кажам секоја чест за идејата да го исполниш просторот онака добро.
Дали ја правиш прво скицата кога ги црташ овие шолички и дали си добила нарачка од денес за денес и дали прифаќаш такви нарачки? Дефинитивно мене не ми се брзаат за вакви работи, со тоа што нели јас вакво нешто можам и во иднина да очекувам, се додека луѓе не почнаа да ми порачуваат вакви работи за оние кои што сакаат да бираат, еве на пример модели. Ако не на различни теми, секако поготово имам нацртано неколку шоли на тема Нова година, на тема Нова година, на тема Валентај, на тема 8 март, на тема Великден. Так, одлично. Браво, ова се веќе од ден на ден се повеќе и повеќе си се усовршува во тоа. Прекрасно, навистина. Лорета, какви се материјали користиш при твоите изработки? Сега за сега, значи, сатенот и плишот се материјалите кои ги користам, па се надевам во блиска иднина ќе почнам и со нешто друго, но ете, сега за сега се тие два. Да, покрај овие букети имаш и вклучено и декорации со балони, така да, или? Да, значи јас почнав како Тинас Балун, значи во главно со балони, украсувани декорации на простори, нели, за родендени, крштевки, свадби со балони, со цвеќиња. Но кога требаше, нели, кога се решив да отворам дуќан, го проширив портфолиото, најпрво почнав со аранжмани по роднините и на сите им се допадна, нели, тоа како изгледаат и ете, си реков зошто да не, почнав и со аранжмани, со пакување, со овие рачни изработки. Така. Успеваш ли со две раце да ги сработиш сите нарачки или тука изискува и соработници да вклучиш во целиот процес? Сега, значи, доста од голема помош, мислам, морам да ја спомнам, сестра ми Верица, таа доста ми помага, вака кога има, нели, празници, околу ете, например, 8 март, заедно ми помага доста со рачните изработки, зашто за рачниви изработки навистина треба и трпење и малце повише време за да биде секогаш, нели, производот како што треба и да се познае, да се пронајде таа емоција, нели, која ќе го привлече муштеријата да го купи тој производ. Точно така. Андреја, кој ти помага тебе? Колку соработници ти вклучуваш? Еве јас паралелно со... Моја напомена да ви кажам дека мојата идеја дошла од мојата постара сестра со поддршка на моите родители. И мојата постара сестра мене ми предложи тогаш за да нацртам понатаму на вакви шоли. Браво. И јас предпоставувам дека од еден во друг следен базар каде што се представуваш, имаш се повеќе публика и се повеќе луѓе кои сакаат да... Како и да е, јас имам завршено средно уметничко училиште Лазар Личеновски, со тоа што, нели, како му се вика тоа, нека ми текне, на 10 базари и сум учествувала, ако не се на некои празници. Така е, така е. Јас посакувам уште на многу базари и двете да настапувате. Како ќе ги инспирираме, Лорета, сите оние кои што, како што реков и на самиот почеток, имаме некогаш вишок слободно време, но имаме проблем со стравот. Стравот ми се чини дека е најголемиот кочничар кога треба да тргнеме во реализација. Постоеше ли кај тебе дилема дали вреди да ја оставиш твојата претходна работа и да стартуваш свој собствен бизнис? Не, значи не постоеше никаква дилема, едноставно треба да седнеш самата со себе, да си размислиш, да решиш и да донесеш одлука. Зашто кај мене не постоеше дилема, зашто јас знаев дека тоа го сакам и дека ако не сега, за некоја година јас бев решена дека ќе се посветам на тоа, зашто таму најмногу ја изразувам јас мојата креативност и тоа е тоа што ме опушта и што ме исполнува најмногу. Нешто што би дошло како арт терапија, така, нели? Да, тоа значи не го осеќам како работа, туку ете така како хоби и нешто многу убаво. Одлично. Представувам дека
многумина ќе се пронајдат во она кое што вие го говорите, затоа што секој еден човек поседува некаков талент, но не секој човек тргнал да го развива или да се охрабри да го сподели тоа јавно. Се набавуваат ли лесно боите со кои што работи Андреа? Да, како што напоменавме и претходно, нели, цртам со специјални бои. Односно со ако цртам сега со специјални бои, тие ќе се испечат на 180 степени Целзиусови и цртам на секакви предмети. Така. Цртам на стаклени, керамички и порцелански украси како што се шолји, танирчиња и вазни. Да. И јас гарантирам, проверено, бидејќи веќе 2 години ја користам шоличката која што ја купив кога се запознавме од твојот штанд, никаква отстранување нема на бојата, туку тие бои едноставно си стојат и можете да си ги користите секој ден, дали за кафе, дали за чај, дали за било што пиело кој што се пие. Мене ми беше многу големо задоволство што ова утро ве представивме на нашите гледачи, што успеавме да внесеме малку радост, малку ведрина. Ако успеавме, ми е драго, затоа што ова се денови со исклучително тешко и тажно расположение, кое што некако на сите не ни успева да го подобриме и невозможно е, бидејќи никогаш Македонија не се соочила со една ваква голема трагедија каква што ја живееме оваа седмица. Нашите молитви до сите оние кои што се борат за живот да успеат да ја добијат битката за живот и се разбира нашето огромно сочувство го упатуваме до сите семејства каде што овие денови е многу тажно, многу болно, сите оние кои што го изгубија член на нивното семејство без разлика дали родителите ги изгубија нивните сакани деца или пак децата ги загубија своите сакани родители. Ова се денови на голема тага, на многу солзи, од кои што ќе ни требаат многу денови да излеземе од оваа тага. Токму поради тоа и вториот денешен гостин, односно гостинка, ќе се обидеме да ни помогне како да ја пребродиме колективната тага која што како црн превес се навила над нашата земја. Ви благодарам многу што ни внесовте ведрина, инспирација и што еве поттикнуваме нешто сепак добро, бидејќи и покрај сите црнила и таги кои што ги живееме, животот сепак продолжува за оние кои што сме тука.